каде се работните групи за датумот на избори, дали следната недела ќе има некоја средба во собрание? Нашиот став околу датумот за изборите е принципиелен и уште од самиот почеток кажавме дека прво ќе се случат претседателските избори, а потоа ќе бидат и во утврдениот законски рок редовните парламентарни избори. Во делот на работните групи очекувам на координација во текот на следната недела со сите координатори на политичките партии кои што се застапени во собранието да се отвори ова прашање и секако ние како политичка партија сме спремни и ќе номинираме член за утврдување на точниот датум за одржување и на претседателските избори и на парламентарните редовни избори согласно законите. Ако не се договорат партиите и не предложат датум, Џафери ќе ги распише изборите до нова година. Дали ќе инициирате формирање на таква работна група во рамки на собранието? Кој е почничар во оваа ситуација? Иако и СДСМ и ВМРО-ДПМН претходно имаа сличен став, дали може да се договорат датум за избори согласно роковите? Веќе одговорив на ова прашање. Секако до нова година има соодветно време, каде што можат да првенствено да се формираат работните групи, потоа низ работа да се утврдат точните датуми за одржување на претседателските и редовните парламентарни избори, што верувам дека ќе се случи до крајот на оваа година, односно до нова година веќе ќе имаме конкретен датум кој што ќе биде донесен со консензус, очекувам со консензус од сите политички партии. Извештајот на Европската комисија ги потврди фактите дека ДПМН и Мицкоски се кочничари на европскиот пат и на реформите на нашата држава. Извештајот јасно наведува дека ДПМН активно ја блокираше работата на собранието, што беше значајна пречка за напредокот, но и покрај обструкциите на опозицијата, државата продолжува да ги исполнува условите за продолжување на преговорите за членството. Блокадите и обструкциите на Мицкоски и ДПМН мораат да бидат поразени и јас сум убеден дека наследните избори ќе бидат поразени. Тоа е за сите граѓани, тоа е за напредокот и иднината на нашата држава. Дали имате дополнителни прашања? Доколку немате, ви благодарам.